Дора Велевска и сум ученик во 4-та година во нашата гимназија во Делчево. И сум задоволна од стимулот што ни го дава општината за да продолжиме со понатамошни успеси. Јас сум Антони Цонев, ученик во 3-та 1. Стипендијата од општината ни дава мотивација да продолжиме со повеќе надпревари и да освоиме повеќе награди. Сакам да изразам една благодарност до општината за доделените стипендии на студентите, што нели тоа значи поттик за сите нас за постигнување на се поголеми успеси. И со тоа ја доведуваме општината ја покажуваме општината во едно поубаво светло. Што студирате? Ја студирам архитектура. И како оди? Па сега одлично. Супер, баш сум задоволна. Препорачувам на сите кои имаат желба да се запишат на идните студенти. Во оваа година со апликациите по јавниот конкурс општина Делчево доделува 24 стипендии, од кои што 18 стипендии се средношколски во 2 категории и имаме 6 стипендии студентски во една категорија. Општина Делчево го следи секако образовниот процес, ги следи учениците, така да покрај овие стипендии доделуваме и награди за правенците на генерација во 3 училишта кои што се во Делчево, а исто така општина Делчево доделува награда и на 10 најдобри матуранти во средното општинско училиште Методи Митевски Брицо, кои што награди се состојат во патување низ Европа на дестинација кои што тие ја избираат, но еве оваа прилика да ја искористам да укажам дека минатата година заради целата пандемија во светот што се случи, ова патување не се реализира и со одлука се донесе да се доделат по 20.000 денари на секој од овие 10 наградени матуранти. Покрај овие мерки, од минатата година за прв пат општина Делчево воведе и нова мерка од септември 2020 година, така да за секое прваче кое што го започнува своето школување во делчевските општински училишта издвојуваме по 3.000 денари како помагање на родителите за отпочнување на образовниот процес. Така да сите овие мерки кои што ги имаме, кои што ги носи општина Делчево, се во насока на поттикнување на учениците за постигнување на подобри резултати и вреднување на сите нивни дострели во образованието. Дали за оваа година ве согласно, зависно од пандемијата, општината ќе избере како ќе ги награди матурантите или матурантите ќе одлучат? Дали ќе биде наградно патување? Тоа во однос на пандемијата, доколку има услови, доколку се отворат границите, може да се реализира наградното патување низ Европа во однос на сите тие здравствени протоколи. Меѓутоа, доколку не се отворат границите и доколку нема услови за тоа, повторно и оваа година со одлука ќе се носи за износ на средства кои што ќе бидат доделени на самите матуранти. Сега, 2004 година, тие што са генерација 4-та година сега што са, они ги изгубија 3-та и 4-та година за матура. Ние ги губиме 2-та и 3-та година за матура и мисля дека тие години се нас побитни, него што са 3-та и 4-та, дека не са битни, ама 2-та и 3-та са најбитните. Па сакам да питам дали ќе може и ние нешто да намалиме од матура, дали воопште може да се активираме нешто или само ќе ни е за џаб?
на начин на кој што ќе се полага матурата не се одлучува на општинското. Значи, тоа е на Министерство за образование и наука. Ако имате некоја иницијатива за виднина, мора да ја преточите во некоја барање и за да видиме што ќе одговори односно тоа ресорното министерство, какви сообразувања ќе има и доколку значи, се остварат некои тие барања во ред и ако не се остварат, значи да некако преговарате, да се организирате за да преговарате со ресорното министерство да и одобрат вашите барања, доколку мислите дека така треба да биде. Инаку на општинско ниво ние не можеме да кажеме само за нашето училиште, нашите матуранти ќе полагаат 1, 2, 3 или 4. Видите, вие имаше, знаат и овие во 4-та година СВШ се, кога некои барања ги поставувате, дали до градоначалник, дали до Министерство за образование, така натаму. Значи, имаше две различни барања, односно известувања. Едното беше од Сдружение на средношколци кои што бараат, значи, да се намалат само предметите, а да се полага државна матура, додека од учениците во Средното општинско училиште во Маврицо беше нивното барање да не се полага никаква матура. Значи, не се сепак кога нешто сакате, треба да бидете прецизни, заедно сите да бидете единствени и потоа да го поставите барањето. Дали ќе што рече градоначалникот, општината не е надлежна. Министерството за образование, Државниот испитен центар, тие се надлежни во врска со матурата. И некога ова што велите вие, тоа нека е иницијатива не само Делчево. Ако мислите иницијатива на ниво на држава. Оти ако е само Делчево, ништо нема да. Ама ако вие се искоординирате со сите ваши сокласници и во другите општини, заеднички да го тоа настапите, тогаш може нешто и да видите. Инаку поединечно ништо. Сакам да ви кажам дека морате да имате координација. Ако немате координација, не можете ништо да правите. Ана Телетанска. Лора Верес. Русина Мулачка. Застанувайте малко кога ми ги давате, че не е да може да ме сликаме. Андрей Билчевски. Александър Ангеловски. По-големи успеси. И потикнувам ги другите да аплицираат, за по-големи успеси. Нормално знаат веќе на некој начин и промовирање на општината, така да се убаво за нашата општина. Ало да ја уште Живи општината ќе се труди да... Не, јас сум Бојана, само може. Бојана. Бојана, заволите Захариев. Екс-голман на РК Делчево. Бојана Захариева. Стојанова Ана.